Почитувани медиуми, основното јавно обвинителство Кочани донесе наредба за спроведување истражна постапка против 27 физички и 3 правни лица за кои постои основано сомнение дека како соизвршители сториле тешки дела против општата сигурност од член 292 во врска со член 288 од Кривичниот законник. Сите осомничени во периодот од 2012 година до 16.3.2025 година заеднички, но секој од аспект на своето својство, надлежности и одговорности, воопшто не постапиле според прописите за мерки за заштита и со тоа предизвикале опасност за животот и телото на луѓето и имот од големи размери. Верижните пропусти и незаконити действија на одговорните и службените лица довеле до тоа да при користење на пиротехничките средства на 16.3.2025 година за време на настапот на музичката група ДНК во кабаре клуб Пулс во Кочани биде предизвикан пожар во кој настапила смрт на 59 лица, меѓу кои 6 деца, а биле повредени уште 197 лица, од кои 25 деца. Доколку се обезбедат докази во истрагата, ќе бидат опфатени и други засега неутврдени лица, кои иако биле свесни дека поради нивното сторување или несторување може да настапи штетна последица, се согласиле со незиното настапување и придонеле за катастрофалниот исход. Тројца осомничени се јавуваат како одговорни лица, сосопственици или управители во извесен период во правното лице, чија подружница е клубот. Првиот од нив е закупец на објектот, каде е лоциран клубот, реален собственик и носител на целокупниот деловен потфат и работењето. Објектот со намена за лесна индустрија, кој се наоѓа во индустријска зона, воопшто не исполнувал услови да биде пренаменет во угостителски објект кабаре согласно Законот за угостителска дејност, но во континуитет во целиот период осумничените добивале лиценца незаконито и организирале угостителски услуги. При тоа, сите знаеле и биле свесни дека клубот не ги исполнува законските пропишани услови и начин за вршење на угостителска дејност. Во тој контекст конкретно постои основано сомнение дека првоосомничениот за период од 13.2.2024 година до 13.2.2025 година директно на осумничено службено лице вработено во Министерството за економија му дал одреден паричен износ за да изврши службено действие што не би смеел да го изврши и на тој начин без при тоа да биде спроведена законски пропишана постапка, обезбедил фалсификувана службена исправа, лиценца за вршење на угостителска дејност. Поради тоа, против вработениот во Министерството за економија е поведена постапка и за примање на подкуп од член 357 од Кривичниот законник. Една од осомничените е и собственичка и управителка на осомничено правно лице од Кочани, која во текот на 2010 година постапила по барање на осомничениот собственик и му изготвила основен проект како услов за отпочнување со работа и вршење на угостителска дејност кабаре, иако знаела дека не постоеле законски услови објектот да биде пренаменет од категорија лесна индустрија во објект што врши угостителска дејност кабаре. Овој незаконит проект, собственикот во период од 2012 година до 2023 година во континуитет
незаконито го користел во прилог на барање за добивање лиценци за вршење на угостителска дејност. Во 2023 година тој се обратил на осумничената за да изврши корекција на основниот проект, а таа без да изврши проверки на лице место незаконски извршила промена на правните лица во основниот проект и со тоа овозможила кабарето да поднесува барање за лиценца. Од Министерството за економија до овој момент осумничени се поранешен министер, но и поранешен државен секретар, раководител на сектор, раководител на оделение и помлад соработник, кои во моментов работат во Министерството, но на други раководни позиции. Сите тие, со неизвршување на своите службени должности, што биле правно должни да ги извршат, не постапиле според прописите и техничките правила за мерките за заштита и на осумниченото правно лице, кои не ги исполнувало пропишаните услови и начин за вршење на угостителска дејност во повеќе наврати со лиценци му овозможиле вршење на угостителска дејност кабаре. Поранешен директор на Државниот пазарен инспекторат и 3 службени лица инспектори, иако биле должни да вршат инспекцијски надзор, не ги извршувале своите службени должности и во период од 9.1.2020 година до 16.3.2025 година во ниту еден наврат не извршиле контрола над работењето на правното лице за да утврдат дали има важечка лиценца, дали ги исполнува пријавените минимално технички услови наведено во барањето за лиценца за вршење на угостителска дејност кабаре и другите пропишани услови согласно закон, со тоа што овозможиле кабарето Пулс незаконито да продолжи со вршење на угостителска дејност. Осумничените тројца градоначалници на Кочани во период од 2012 година до 16.3.2025 година, како и осумничени двајца поранешни директори на Дирекцијата за заштита и спасување, не ги извршиле своите правни обврски согласно Закон за заштита и спасување, со што овозможиле кабарето Пулс незаконито да продолжи со вршење на угостителска дејност спротивно на Законот за угостителска дејност и другите пропишани услови согласно закон. За целиот тој период, општината примала уплати по основ на надоместок за угостителски објект. Во однос на активностите на Државниот пазарен инспекторат и Дирекцијата за заштита и спасување, Министерството за внатрешни работи продолжува да врши проверки во насока на утврдување на сите пропусти во текот на целиот временски период на работа на клубот. На ден 16.3.2025 година, еден од осумничените, одговорно лице во клубот, усно организирал концерт, настап без формално пропишан договор со музичката група ДНК и при тоа заедно со осумничените управители и осумничените припадници на Агенцијата за обезбедување, свесни дека капацитетот и условите во објектот тоа не го дозволуваат, овозможиле влез на околу 650 посетители, помеѓу кои имало најмалку 31 дете. Едно од осумничените лица вршело продажба на билети, без при тоа да води сметка за бројот и возраста на гостите кои смеат да присуствуваат спротивно на Законот за угостителска дејност, овозможувајќи влез и присуство и на малолетни лица на настан. Осумничените одговорни лица во дискотеката и членови на обезбедување не спречиле за потребите на настапот на групата ДНК да се внесат во угостителскиот објект и да се употребат експлозивни материи, пиротехнички фонтани, иако за тоа действие немале задолжителна дозвола издадена од надлежни органи за да ракуваат со пиротехничките средства, ниту пак просторните услови дозволувале употреба на такви пиротехнички средства. За внесување и употреба на пиротехничките средства е осомничен еден член на музичката група
и постои сомнение дека членовите на бендот околу 0,2 часот и 32 минути по полноќ како дел од сценскиот настап и ефект ги активирале експлозивните материи, пиротехнички фонтани, кои изфрлале искри во правец на плафонот над сцената, од кои веднаш се опожарил кровниот дел од објектот и пожарот се проширил по целиот објект. Во однос на пропустите на обезбедувањето, осомничени се сопственикот и управител на фирмата за обезбедување од Скопје, овластеното лице на подружницата во Кочани, тројца вработени и едно лице кој не било вработено во фирмата, но вршело одредени работи за таа фирма. Сите тие вршеле работи на физичко обезбедување без каква било претходна безбедносна проценка и план за обезбедување, без да ги проверат условите за противпожарна заштита и опасност од пожари, како и другите сигурносни услови, особено во однос на опасности и можности за евакуација. Во текот на критичната вечер не контролирале и овозможиле влез на деца во објектот, не воделе грижа за преполнетоста на капацитетот на посетителите во објектот и не спречиле внес и користење на експлозивни материи, пиротехнички средства со кои бил предизвикан пожарот и поради кои настанала несреќата во објектот. Напоменувам дека за истиот настан истрага се води и во специјализираното оделение за гонење на кривични дела, сторени од лица со полициски овластувања и припадници на затворската полиција во Основното јавно обвинителство за организиран криминал и корупција, и тоа против 7 полициски службеници од Штип и Кочани, кои како соизвршители, изготвувајќи, подпишувајќи и одобрувајќи позитивна согласност, му овозможиле на правно лице да се стекне со лиценца за вршење угостителска дејност кабаре, иако не ги исполнувал законските услови за работа. Со нив, вкупниот број на досега осомничени за одговорност во оваа трагедија е 34 физички лица. Сите осомничени се обезбедени. Кочанското обвинителство во текот на ноќта и денеска предлага мерки за нивното обезбедување во текот на постапката и со оглед на тежината на кривичното дело, кое што им се става на товар, и сите други околности, за сите осомничени се бара мерка притвор. Рочиштата се во моментов во тек и ќе продолжат во текот на денот. Можам да кажам дека ова е само почеток на истрагата и престои обемна истражна постапка во рамките на која ќе треба да се приберат голем број на докази, ќе се проверат, ќе се превземат истражни действија и ветив дека истрагата ќе биде брза и ефикасна, и со тоа апелирам да до сите да бидат воздржани и смирени со тоа што ќе им се даде простор и на истражните органи да сепак квалитетно ја завршат истрагата. Ќе напоменам и тоа дека ова што денеска го истакнав е само основните работи за кои што се води истрагата. Некои посебни детали во однос на наредбата за истрага, јавното обвинителство не може да соопштува. Јавното обвинителство не може да соопштува ни кои докази се прибрани, ни содржината на докази. Јавното обвинителство не може да соопштува искази на осомничени или евентуално сведоци. Од досегашните преземени действија ова произлегува. Се надеваме дека во многу брз период и истрагата ќе гледаме да се заврши, така да седи отворено прашањето и дадени се, реков, напаствија на истражните органи, односно на МВР, да евентуално, доколку има и потенцијални други некои лица што би допринеле околу овој кривично правен настан, да бидат и тие опфатени. Дали се доставени сите кривични пријави и дали е констатирано од страна на јавното обвинителство дека на тој објект се продавале и наркотични супстанции? Значи вака, кажав и претходно, во однос на доказите и во однос на некои детали, јавното обвинителство во овој момент не може да никакви докази да открива.
Во однос на кривичната пријава дали е доставена, да, и врз основа на кривичната пријава е донесена наредба за спроведување на истрага. За сите овие 30. Да. Според обвиненијата, колку могат да получат максимален број години в затвора? Не е ова обвинение, ова е се уште наредба за истрага, се терета за кривично дело за кој што е запретена казна од најмалку 3 години, што значи дека максимумот на казната е 20 години. Бидејќи рековте дека ги анализирате законите во однос на она што преземале осомничените и документацијата, која е законската обврска во однос на поранишниот министер за економија, што требало, а не требало да направи, сторување во таа смисла? Во текот на моето излагање ги опишав само основните действија во кои што требало да постапи, односно не постапи и законските одредби на тоа. Што значи дека доколку ја прегледате изјавата, ќе видите самите дека што евентуално требало или не требало да преземе, затоа во овој стадиум на постапката само ова можем да истакнем. Обвинителя, колкава сума се нудела до Министерството за економија за да издаде лиценцата? Значи, во однос на висината на давање и примање подкуп, тоа ќе биде дел од истражната постапка. Дали имате и сведоци, односно дали некој од осомничените имате соработник со правдата или у вас се има веќе докази, бидејќи за подкупот веројатно треба да имате некој сведок, ако се случило тоа. За сега соработник на правдата во овој стадиум на постапката немаме, меѓутоа можем да апелирам до сите граѓани, доколку имаат евентуално некакви докази, доколку биле очевидци на настанот, можат да се пријават во јавното обвинителство и да посведочат и дадат исказ. Обвинителя, како што слушнавме, за сега меѓу осомничените се и лицата од обезбедувањето. И покрај тоа што тие тврдеа дека спасувале луѓе, еве и граѓаните бараа да бидат ослободени. Во тој дел токму беше исказот на она што го прочитав и нивните преземени, односно непреземени действија. Што значи дека во тој дел тоа што спасувале, тоа е една работа во делот на нивната задача која била и обврска, тоа го кажав претходно. Обвинителе, докаде е истрагата за причините за пожарот? Бидејќи вие спомнувате за пиротехнички средства, меѓутоа никогаш официјално не дојде дека причината за пожарот било. Значи, со завршување на истрагата ќе се разјаснат сите околности и факти. Која е причината за пожарот, кој го предизвикал пожарот, начинот на предизвикување на пожарот, со кое пиротехничко средство и така натаму. Обвинителе, како се вика Агенцијата за обезбедување? Кое е нејзиното име? Во моментов тоа не можем да споделим, затоа што и тоа во текот на постапката ради евентуално осуетување на истрагата не го споменува.